За 7 полициски службеници од СВР Штип и полициска станица Кочани, осомничени за тешки дела против општата сигурност, обвинителството бара притвор. Во секој момент пак во Министерството за внатрешни работи се очекува и пресконференција на министерот Панче Тошковски. До тогаш во МВР Михајло Видимлиски го вклучуваме во живо. Михајло, обвинителството веќе испрати соопштение за што се осомничени 7 полициски службеници, па повели да чуеме. Така е, Борче, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека се приведени 7 полициски службеници од СВР Штипно и полициската станица во Кочани. Според првите информации се работи за лица осомничени за тешки дела против општата сигурност. Секако дел од она што засега го соопштуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција е дека тие како соизвршители осомничени изготвувајќи, потпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност му овозможиле на правно лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре како објект кој што не ги исполнувал законските услови за работа. Од обвинителството вела дека и осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што на 16 март годинава, односно во неделата утринава, во објектот, односно Пулс дискотеката во Кочани, настанал пожар во кој починале 59 лица, а 196 се здобиле со тешки телесни повреди. Обвинителството бара притвор за овие лица со оглед на тоа што е отворена истрага. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во секој момент се очекува овде во Министерството за внатрешни работи да одржи пресконференција на која што ќе соопшти детали токму околу овој случај и да имаме информација детална дали се работи за истите припадници на овие полициски станици кои што во текот на вчерашниот ден беа суспендирани од своите работни позиции со оглед на тоа што, како што објасни вчера Тошковски, да не се прави никакво попречување или влијание во однос на истрагата за пожарот во импровизираната дискотека во Кочани. Освен за тоа, Тошковски се очекува да информира и за другите активности, односно постапување на Министерството за внатрешни работи во однос на истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Секако, Борче, ќе се вклучиме во живо на пресконференцијата на министерот Тошковски, инаку овие осомничени полициски службеници во текот на денот се очекува да бидат спроведени во кривичниот суд во Скопје, каде што треба да се одлучи по мерките притвор кои што ги бара обвинителството. Како што кажав, очекуваме вклучување на Тошковски. Михајло, до тогаш уште едно прашање, што е со притворот на оние дел од осомничените на кои што им истекуваат оние краткотраен притвор од 48 часа? Така е, Борче, обвинителството кое што е надлежно во овој случај Кочани, заедно со 9 обвинители кои што всушност се вклучени и кои што работат на овој предмет, соопштија дека за 16 лица е продолжена мерката краткотраен притвор од 48 часа, која што претходно беше определена, додека за други двајца, со што сега бројката на вкупно осомничени се искачи на 18, се уште тече првиот рок од 48 часа краткотраен притвор. Само да подсетиме, се работи за мерка краткотраен притвор која што до 2 пати може да биде продолжена, се со цел обвинителите да ги преземат своите дејствија до отварањето на истрагата, на формалната истрага, за кога ќе се бара и притвор, најверојатно од 30 дена. Секако за овие постапувања и очекуваме информации и од обвинителството во Кочани.